Почитувани, здравствениот систем во Македонија е во колапс. СДС имаше план за живот и вети дека ќе работи на здрава примерна здравствена заштита. Но очигледно или не сваќаат или не сакаат да ја сватат. Примерната здравствена заштита е во слободен пат. Матичните лекари и стоматолозите добија најлоши предлог договори за наредните 5 години од Фондот за здравствено осигурување, а со високите казни во договорите се доведува во прашање нивното опстојување. СДС пак ветуваше намалување на високите казни на матичните доктори, а сега гледаме дека излажа. Матичните доктори протестираа, но прашање е дали воопшто некој ги слуша. Лагите на СДС се секојдневни. Ветуваа покачување на капитациониот бод кај матичните доктори на 90 денари, излажаа, ветуваа укинување на квотите за рецепти и боледување и повторно излажаа. Дополнително, годинава во 2 поликлиники во Скопје, 3 матични доктори заминаа во пензија, а најдоцна до крајот на оваа година уште еден матичен доктор ќе оди во пензија, што значи дека околу 10.000 граѓани во Скопје ќе останат без матичен лекар. Здравствен дом Скопје не распишува тендер за концесионери како што предвидува Законот за здравствена заштита, а предвидлив е воопшто фактот дека до крајот на оваа година околу 30 доктори од примарното здравство во Македонија ќе заминат во пензија, што значи дека околу 60.000 граѓани ќе останат без матичен лекар. Во повеќе градови низ Македонија многу ординации ќе останат празни. Ако се земе предвид и дека просечната возраст на матичните доктори е 57 години, за очекување е дека во следните 5 години состојбата многу повеќе ќе се влоши и многу градови ќе останат без доктори во примарното здравство. Поради политиките на оваа криминална и однародена власт, граѓаните нема кој да ги лечи. Лекарите и сестрите ја напуштаат државата. Министерот за здравство и владата треба да дадат одговори на следните прашања. Дали во државата се потребни лекари? Знаат ли надлежните дека граѓаните остануваат без матични лекари? Почитуване, јасно е дека владата и министерството се без план за столбот на здравствениот систем за примарната здравствена заштита. СДС ги изманипулира граѓаните и ги измами лекарите. Ветуваше нешто што сакаат да слушнат, но очигледно е дека немаат намера да го реализираат. На оваа здравствена политика водена од оваа влада и од овој министер мора да се стави крај. Благодарам.